Професорке Софијанова, најпрвен сакам да ви се заблагодарам што ја прифативте мојата понуда да гостувате во Хајп Македонија. Особена чест и задоволство ми е што ви имаме за прв пат тука. Како сте денес, како се чувствувате и ви благодарам што одвоивте време. Прво и мене ми исто. Ексклузивна чест, еве прв пат што доаѓам, стално ве следам и кога ми се јавивте, викам леле, тоа е местото, тоа е она емисија што ја гледам или како и да ви се вика, кое што ми представува секогаш задоволство да ги слушам гостите, да слушам нешто ново, нешто интересно, вон од медицината се разбира, бидејќи сите ние бараме малку релаксација, интересни приказни, така да еве јас сум тука да споделиме некоја. Имаме доста за што да зборуваме. Професорке, вие сте доктор на оделот за неонатална педијатарска интензивна нега на место каде што секоја секунда значи живот. Како изгледа еден ваш работен ден и да речеме еве една ноќ непроспиена, бескрајно тешка, затоа што ги имаме многу? Знаете како, она кој што го работам е нешто што во медицината секој од нас докторите може би и не би можел да го работи, бидејќи е специфично. Прво се деца во прашање, второ се новороденчиња во прашање, приказна на одредени фамилии, на родители кои што се во исчекување што ќе се случи со нивното дете и со уште многу други работи, кои и емоционално ве исцрпуваат. Во оно тоа што јас, например, во делот околу медицината сум секогаш сигурна. Јас го знам тоа што го правам, како го правам. И тоа ме прави многу, да кажам, до некаде моќна, бидејќи јас не се плашам од ништо кога сум внатре. Дури може би јас сум највеќе кога сум внатре. И тоа го знаат тие што ме познаваат, бидејќи не било една година, биле скоро 35 години, а и можда и повеќе. Ајде да не зборуваме за годините, ама така е. Јас се уште дежурам, јас се уште работам таму. Тоа е љубовта која што и во принцип се врзувам за луѓе кои што ги сакам, како што и се врзав за оваа професија. Значи во педијатријата, оделот за неонатална и педијатриска интензивна е местото практично кое што е последно во државата и воопшто во регионот важиме за еден исклучително моќен ресор во кој што се решаваат најтешките случаи, најтешките судбини и голем процент од нив сепак излегуваат со позитивен крај. Знаете, тогаш среќата која ќе ја мерите на кантар, верзус она што го правите, а го правите рутински. Ништо не е тоа таму толку тешко ако го сакате. Во оно го гледате од карактер е тоа. Значи јас да работам било што друго, иако имам и други субспециализации, не сум тоа јас. Едноставно, детето ми е многу, како да речам, не е тоа дел од мене, туку едноставно ми е предизвик. И во тоа што го изведувам таму, сум практично најсуверена. Зад вас стојат илјадници еве непреспиени ноќи, спасени детски животи. Дали постои момент или пациент кој за секогаш ви се врежал во срцето и ве потсетувајте на она што го избравте денес како професија и зашто сте тука? Па зборуваме еве ден после Свети Никола, вчера беа дојдени две близначиња кои направија 14 години, кои се прекрасни, кои се, да не кажам, исклучително надарени и кои што беа толку мали, да кажам и немоќни, кои што битката за својот живот ја водеа баш околу големиве празници. Јас на мајката само и реков, само оди запали една свеќа во црква. Тоа го знаат луѓето дека знам да го направам или без разлика која вероисповед се ќе им речам одите поклонете си, помолете се. Едноставно некоја што е доволно, бидејќи во медицината нема правила, во преживувањето нема правила, во животот нема правила. Значи тоа што сакаме да го ставиме во калап, нема калап. Вчера кога дојдоа на денот на нивниот роден ден, Никола и Николија ми беа толку интересни, прво поголеми од мене беа. Второ беа толку паметни и сега кажете судете на тие 700-800 грама на кои се тие родени, на кои што пред 14 години каде што се уште развојот на неонаталната, односно прематуритетот беше исто предизвик, тоа се све challenge and challenge and challenge. И сите тие предизвици во претходните времења каде сега се повеќе знаеме, веќе имаме артифицијална интелигенција каде што предвидувањето одат и дури на подруг начин, успеавме да ги извлечеме, да ги направиме момче и девојка кои што се преубави, прекрасни, преинтелигентни, тренираат спорт без никаков проблем. Дали има нешто побаво така, ќе ги видите и дури вчера
почувствував дека некоја солза ми доаѓа, обично ги кријам солзите, луѓето не знаат колку јас плачам, зашто јас не плачам видливо, јас плачам натре во себе. И тоа се некои солзи кои што еве сега тотално спонтано ова ми дојде да го кажам. И не е само тоа. Сме имали и животи кои што биле за жал и изгубени. И во мојата канцеларија седи од една мајка која што со таков емотивен пристап го кажува, знаејќи дека незиното дете заврши лошо. Меѓутоа, начинот на кој што го имаше напишено на македонски и на албански за мене, постојано одекнува во мојата глава. Значи, мораш да работиш до крај, мораш да дадеш се од себе, без разлика, дали некој тоа дури на крај ќе го увиди дека и покрај изгубениот живот, знаеш дека си направил се. А на крај, Бог е тој кој што суди. Ете да се надоврзам на оваа тема. Како се носите со емоциите, а од една страна и со притисокот на ова професија? Сепак успевате да останете прибрани и фокусирани, затоа што е многу одговорно сепак. Имаше еден колега кој што викаше за едно бебенце кој што беше дојде на дежурство. Бебево плаче, а вака здраво ништо не можеме да му најдеме. Јас го повикав кам ајде, можеби е некоја хирушка работа во прашање. Дојде колегата, се сеќам, Перица Петровски се викаше, директор во тоа време беше на детска хирургија, и ми вика: "Аман бецули, па ова вика, знаеш ли што е?" Ја викам, сега ќе каже некоја хирушка интервенција дека ќе правиме. Карактер. Тоа се раѓате така. Обично велат за мене, јас имам, фала Богу, еве вчера го славевме Свети Никола на мојот татко Никола и на мајката моја Ана, и стално велат: "Какви прекрасни родители имаш, ти на кого испадна ваква работава? Они супер, а ти на кого си ваква?" Тоа е карактер. Значи, јас имам многу стабилни, мирни родители, таква ми била фамилијата, ама мојот темперамент е земен веројатно од моите баби или не знам од кого, и тоа е она во кое јас се наоѓам дополнително, зашто таму брзината на реакциите што треба да ги манифестирате кога го спасувате животот не може да се равни со тоа дека можете да бидете поспори, понетемпераментни. Значи тука се усогласуваат карактерот, темпераментот и знаењето, умењето и сето тоа заедно практично делува на тоа да бидете тоа што сте и да ве исполни, така трошите убава енергија. Се она што е токсично го вадите надвор. Само така можете да функционирате, нема друг начин. Спомнавме повеќе од 35 годишна кариера. Низ вашата кариера, секој еден човек што ќе го прашам или што ќе се спомне вашето име, во принцип ве доживуваат како многу добра личност, ве памтат подобро. Меѓутоа, дали постоите во текот на кариерата, дали сте биле мета на критики, навреди, сте имале успони, падови, претпоставувам, меѓутоа, ете како сте се носеле па со тие моменти од таа страна? Многу малку луѓе ме знаат. Тоа морам да го кажам, затоа што јас и во приватниот, и во службениот, односно професионалниот дел од животот, во професионалниот никој не можел и никош не кажал дека било каков проблем сум направила или грешка. Тоа не постои. Нема ни да постои, затоа што совеста и знаењето што го имам и што сум го учела и се уште се надградувам, го применувам и правам се. Што се однесува до мојот карактер, веројатно добрината ја знаат малку. Тоа што внатре го носам, веројатно не го покажувам секогаш надвор и дел не ме доживуваат така. Дел доживуваат една малку, да кажеме, можеби жена која што има свој принципи во однесувањето, свој начини во кои што тоа го манифестира и можеби за некој представувам закана. И тоа е факт. Го доживеа. 3,5-4 години го доживеа. Тотално незаслужено. Се расчисти тоа дека нема врска, дека било можеби еден вид на сакање да се наместат работите како што сакале некој да се наместат. Океј, let them. Керка ми ја купи сега во Лондон книгата која вели let them, океј, сакаат така, нека биде така. Понекогаш докажувањето дека е обратно предизвикува уште поголемо размислување дека тоа нешто не штима. Немам потреба некогаш тоа да го докажувам. Ја не велам дали ми е сеедно, тоа се различни работи. Че не ви е сеедно, се викате зашто кога правам толку добрини, има и вакви работи кои ви се случуваат. Ама очигледно и тоа се патишта кои вие ги научувате и по кои што одејки, веројатно ќе морате да скршнете и малку да го промените. Стилот, начинот, размислувањето. Тоа не значи да станете полош човек, тоа не значи да се реванширате, што не го ни направив. Али само се помолив и реков, ако е Божја волјата, нека биде така.
начините на расчистување на нештата сигурно доаѓаат, строго верувам во Божјата волја и во кармата, затоа што ако правите добри работи се враќаат. Тој што сака да ви начини зло, ледам, пуштете го. Книгата многу ми помогна да едноставно не таа и мојот дел од карактерот да сватам дека не можете на секого да докажете, не можете на секого да му кажете колку нема врска тоа се. Такви постојат ситуации во кои така се имаше од Агата Кристи едно perfect, значи перфект. И сега исто така во Лондон топло препорачувам книгата When the Man Dies Twice, кога еден човек умира два пати. Искушенијата Божи. Ке ви се случи нешто, тоа е страшно. Тоа во моментот е страшно. И сега тоа треба да ве однесе во еден правец во кој што вие ќе промените многу начини и во кој што во вашата свест само ќе треба да го дайджестите, да го изпроцесуирате и да сватите дека некогаш не може да ве сакаат сите, им сметате на некого, а на крајот на денот сето тоа ако е затоа што вашата желба е за да биде добро и да биде секако што треба по сите нормативи и правила, тогаш немате зашто да се грижите. Си легнувате и спиете, го исчистувате од вас. Вадите токсините. Дали може би еве тие моменти ве натерале некогаш да посумњате во себе или да се откажете од тоа што сте го правеле, да ви направат една збрка во главата дека вие не сте доволно вредни за да бидете тука каде што сте? Никогаш. Тие моменти ми предизвикале да постана малку аутистична, велам јас. Тоа значи да се ставам во себе. И тоа е добро за растот и развојот на една личност. Кога се малку кон себе осврнувате и размислувате малку на начинот на кој зошто ви се случува тоа. Веројатно го злоупотребуваат некогаш темпераментот и добрината. Таа злоупотреба им се возвраќа на тие што тоа го прават. Верувајте дека е така, но во моментот како тоа ќе го надминете пак зависи од тоа колку внатре тоа во вас ќе предизвика начин на кој што ќе сакате да возвратите, ви доаѓа, ја не велам дека мене не ми дошло. Меѓутоа секогаш надвладува добрината и надвладува предизвикот. И секогаш молитвата, во која што кога ќе си се помола, велам на вистина оставете, можеби имало зашто тоа така и негативното во суштина, секогаш го претварам во позитивно. И сега сум помоќна од било кога, заради тоа што имам искуство, јас велам ДДВ, на карактер, на професионализам, на прошетаност, на виденост како луѓето живеат и тоа се во функција да бидете подобар човек. Често се споменува и вашиот татко Никола Софијанов. Тој имал значајна улога во вашиот животен и професионален пат. Колку неговите совети и примери ве обликуваа како доктор и како човек? Па јас сум можеби една од тие кои што сум горда и премногу сум горда. Тој е еден исклучителен ерудит. Мојот татко нема што не знае, дури кога год се вратам од каде и да се вратам по местата кои што ги посетувам, а малтене цел свет го имам поминато повеќе од професионален нагол, а и вака и од приватен. И кога ќе се вратам, секогаш има нешто да ме праша од местото од каде што доаѓам, да го знае повеќе, а јас само што сум дошла од тоа место. И сега викам, како го знаеш ова и го паметиш? Тој за некој месец ги направи 92 години. Вчера беше неговиот имен ден. Јас сум имала едно здраво почитување кон него и сум имала и ден денеска едно почитување во кое како да сум горда на тоа што го носи, на тој интелектуален порив кој ден денеска го вади од себе и постојано има убава приказна која споделува и од минатото и од сегашноста и прави едни убави начини на толкување на нештата од кои навистина човек може да учи цела енциклопедија. Така да верувам дека сега следниот мој чекор ќе биде нова едиција на неговата книга, која не е повторена, за невролошки болести во детската возраст, кои исто така представуваат енигма, особено новите предизвици со интензивната аутизмот, како таков и спектарот на аутизам. Така да тоа што од него го научив е секогаш добро размисли, не брзај, тоа брзањето малце тука на тој дел треба да се поработи, бидејќи тоа брзањето некогаш живе кошта, односно веќини, меѓутоа без разлика има и некогаш и кога ќе сгрешите. Најтешкиот збор што се кажува е извини.
За мене кога ќе сгрешам, најлесен збор е да се каже извини, затоа што ако почувствувам дека сум сгрешила човечки. Сакам да ве навратам малце на вашите студентски денови. Дали тогаш се замислувавте себе си токму тука каде што сте? Искрено, јас сакав да бидам астрофизичар. Одма да расчистиме со тоа што сум сакала јас да бидам и нека се лутат моите родители, кои до некаде имаа влијание во тој период, но и нема. Јас и ден денеска во делот на сите енигматични состојби и поврзаноста на универзумот и многу работи што се случуваат ги врзувам и со, да речеме, ние како дел од универзумот, како дел од природата, како дел од многу нешта кои што се повеќе сега се навраќаме кон природата. Многу ме интересирале звездите, созвездијата и бев првак во Македонија на времето за астрономија. Ги знаев сите астронаути, колку, како, кога летале, сите звезди, созвездија, целиот галактички универзум. И ден денес многу ме интересира тоа. Значи, јас таа поврзаност со природата ја имам на еден интересен и чуден начин, можеби, бидејќи ме врзува со себе и со нешто од кое што сите ние доаѓаме. Чудесноста на природата. Тоа е она кое што сега го истражувам. Како човечкиот мозок во оваа природа е создаден од една мала, да кажеме, ембрионска клетка, па настанува интраутерина и сега се развива, особено после раѓањето, уште повеќе, и тој пластицитет на мозок, кој е исто дел од универзумот, во кој јас понатаму го наоѓам и се наоѓам себе си. Значи, во делот од медицината, каде имало ургентни, итни состојби, решавање на нешто неспецифично, необично, не само обична прескрипција, тоа сум се гледала себе си. А сега во делот каде што тоа го конектирам и со природата малку повеќе и влегувам во научниот дел, како тоа се функционира, како ние функционираме воопшто како суштества, како битија, како едно бебе можеме да го изведеме и покрај одредени мозочни трауми што ги доживува, кои се дел од мојата интензивна, како да направиме да тој момент го надминеме полесно, бидејќи секоја фамилија сака здраво дете, а понекогаш ризиците се големи, прифаќањето на ризик, надминување на ризикот и сите тие останати работи се предмет на моето сегашно истражување. Значи, континуирано имам работи на кои сакам да се апдейтирам за да можам да ги делам тука, во оваа земја, каде што сум родена. Како професор на катедрата за педиатрија, која е најважната лекција која што им ја пренесувате на вашите студенти? Нешто што не го пишува во книгите и скриптите? Тоа можете да ги прашате и нив и сакаат да го слушаат. Прво, едно е кога ќе се презентира. Презентацијата е дел од приказната во која они имаат свој одредено внимание, ама во истото внимание кое што они го имаат, ве гледаат и ве слушаат вас. Вие сте им рол моделот. Оно што сакам да им го пренесете да бидат своји, да ги научат сите процедури и да не зависат од никој, затоа што не знаат во каква ситуација ќе се најдат. Јас како нив сум се нашла во ситуација во авион да некој од патниците добие инфаркт и да јас како студент на генерација не знам што треба да направам во моментот или се исплашам, немајќи храброст да пристапам и да помогнам. Тоа значи, учете ги практичните работи, снаоѓајте се, немате да знаете што може да ви се случи во секојдневието, а да при тоа теоријата ви биде небитна. Значи, во делот каде што сум и професор, исто предавам во симулацијскиот центар, каде што сега со одредени симулации симулираме вакви состојби да ги научам студентите дека утре што и да се случи, каде и да се, на планина, во море, не знам, на било кое место, да знаат како да придат на оној кој што има потреба од нас, зашто сме сепак со Хипократовата заклетва, каде мораме да помогнеме. Се надоврзам на ова. Дали денешниве млади лекари, доктори, се подготвени, доволно подготвени за предизвикот на оваа професија? Дали се спремни? Тргнувајќи од вашите студенти, вие имате искуство. Знаете како, апсолутно не би ги понижила во ниеден момент. Значи, колку ние ќе дадеме, толку и ќе земеме од нив. Многу зависи од нас како ќе ги прифатиме и како ќе ги, да кажам, стоплиме со знаење. Тие се желни, не велам дека не се. Сега не се сите исти, сега да не се сите исти. Јас пред 2 години само завршував третата моја субспециализација во Great Ormond Street во Лондон и гледав како професорите пристапуваат кон студентите или кон тие кои што се под нив. Значи, вие морате да ги мотивирате, прва работа, мотивација.
Што значи тоа? Да преку собствени примери ги сближите, го видите тој дел кој што е добар и го извлечете од нив, им дадете можност да преку вас видат позитивен рол модел, кој што понатаму ќе ги мотивира кога ќе дојдат дома да седнат да учат. Значи, она им велам, секогаш да се осврнуваат и да се подпираат на собственото знаење, собствениот успех. Често пати сум се наоѓала на интензивна во ситуации каде некој пациент е граничен. И при тоа некој ќе ви дофрли, ќе ви каже, ама дај му она или дај му ова. Убаво е кога конзилиарно разговараме. Ама ако не верувате во себе и ако не ги знаете работите, можете и да сгрешите ако не се слушате себе си, па ќе ви биде криво. Затоа велам учете и практичниот дел чувствувајте го во себе. Детето треба да се слуша како изгледа и што прави, да се чувствува и да се гледа. Трите клучни работи во медицината. Гледај, слушај, чувствувај. Не само ај сега ќе го видам, ќе му дадам тоа, отвори грло, затвори грло, диши, или не знам во мојот дел каде што имате секакви инвазивни, неинвазивни процедури, интубации, све. Тоа се работи кои што се рутински ги правите. Она што треба да го највеќе знаете. Секој пациент е за себе, свој пациент. Секој пациент има надеж, пошто мене животот ми покажа дека тие баш што имаат и многу малку надеж, преживуваат. Значи, борбата трае до крај и нема откажување. Тоа е нешто пак што го носите во себе. Не е секој тука ист. Професорке, докторке, имате многу звања со кои треба да ви се обратам. Имав чест да ве запознавам и приватно. Сакам малце да поразговараме за вашиот приватен живот. Знам дека сте доволно отворена личност, која што не се срами да каже било што. Би започнала од името. Многу ми е специфично вашето име, Аспазија Софијанова. Дали има некоја посебна приказна позади тоа име? Сигурно дека има. Аспазија има уште една, мислам, во Охрид, која што се вика како мене, ма не знам дали е со З, односно не само Аспасија со С. Генерално, иначе Аспазија, историски гледано, е жената која била музата на Перикле. Значи, тоа била инспиративна жена и е така опишувана, која што практично била исклучително мудра, интелигентна, надпросечно интелигентна и познавала многу работи и била добра инспирација за еден од филозофите кои се уште го памтиме по многу работи кои што не се повторуваат. Се имаме комплетно друг начин на живење. Таа била како жена представена историски, а иначе Аспазија во превод значи а како не, или не, спазаме грч, значи незгрчлива, што до некаде корелира и со мојот карактер, а во исто време и неспастична, значи незгрчлива. Мојата баба се викала Аспазија. Исто во еден одреден сегмент кога ќе размислуваме за тоа дека сум морала да бидам на мојата баба кога сум се родила крстена. Сигурно, нема да се лути мајка ми, дека сега некако сите имале други имиња, мојаво некако малку чудно. Меѓутоа, знаете како во тоа време на баба или крај. Така да ќе вратил татко ми во Крушево, иначе мојата мајка е од Крушево, мислам по потекло. И сепак мислам дека сега се носам со името многу повеќе отколку порано. Постојано ме вика, како се викаш Аспазија, како? Аспазија, како? Повтори или трет пат, бидејќи е доста специфично, необично, уникатно, иначе Аспасула го викаат во соседните земји каде што повеќе има и грчко влијание во тој дел, и така да Аспасула од Сула дошло Цули. И ме викаат скратено и Цули, иначе јас се гордам со своето име Аспазија и го носам така. Веројатно се повеќе како станувам повозрасна, да не речам стареам, ми е по важечко. Иначе во Америка ме викаат Стејси. Не може да го кажат Аспазија, како да го кажат и Стејси. Така остана тоа Стејси некако во оној, да кажем, дел каде кога одам во англосаксонските земји, како Стејси знаат да ме кажат. Тоа беше моето наредно прашање. Доста често патувате. Што од работа, што приватно. Како успевате да ги координирате тие две работи, патувањата и вашата професија? Колку учите од тие патувања, затоа што патувате доста во некои земји што се екзотични, различни култури. Што учите од тие патувањата?
А тоа дополнително ме обликува мене. Морам да кажам дека велат луѓето колку повеќе патуваш, толку повеќе ги осознаваш работите, гледаш колку има различни типови на култури, на однесувања, на принципи, на културолошки влијанија кои што не се како нашите. Ама тоа е интересно бидејќи споделувате многу различни искуства. Еве се сеќавам едно од последните поекзотични патувања кое што беше оваа година во Сингапур и каде запознав многу интересни да речам и колеги, и луѓе и се, беше баш песните кои што ги пеевме сите ние, од Балканот бев само јас и на крај се собравме таа вечер и сите пеевме по некоја песна. Јас нормално дека имам завршено и нижо музичко училиште и свирам клавир, пеам, си сакам да пеам, сакам да се, кога сме сите заедно и забавувам да нормално. А и позната сум по тоа дека сакам да пеам и да се забавувам, што исто корелира со мојот темперамент, па им отпеав македонско девојче и сите ме слушаат сега, вака, тоа е нешто патогномонично за нашава земја. И ме гледаат вака и вика, ама песната вика покажува една убавина на еден тотално различен начин, бидејќи овие латиноамериканци имаат тие брзите нивни песни. Викам, ја и вашите ги знам. Вие не можете мојата седмоосминска тактичност да ја испеете. Ајде, викам, пробајте. Па ги учев и оро да играат, па ги учев и да пеат помалце по некоја песна наша македонска, бидејќи специфична е. Па изговорот на сите тие, од сите различни земји, бевме од 33 различни земји од светот. Па ги гледате и од Африка и од секаде кои што имаат комплетно друг јазичен говор, па тие да го зборуваат македонскиот јазик, па тоа беше смеење, па беше една убава атмосфера. Еве, некои од нив ќе ми пратат по нека македонски кажано македонско девојче, колку што може да го кажат, па се смееме чисто колку за забава. Вие сте современа модерна жена, живеете по модерните стандарди денешни, рамо до рамо со младата генерација. А која е професор доктор Аспазија Софијанова која ќе го соблече белиот мантил? Во принцип сум прво жена, второ сум мајка, уствари прво сум мајка, тоа е тоа, заедно. Имам 2 ќерки и сум многу горда на 2 ќерки подеднакво. И едната и другата има исклучително големо влијание во мојот развој. И иако не живеат во иста земја, едната живее во Македонија, тоа е Анастазија, а Марија живее во Лондон веќе подолго време. И баш во моментот е на некој од островите на Тајланд, каде што гњури, во овој момент дека го правиме интервјуто, гњури на минус 80 метри. Тоа е, да речеме, вака и пасија незина и е дел од незината, да кажам, интересна проминенција која што авантуристичкиот мој дух го има. Така да двете се различни, а мои слични, а различни. И секоја ми носи една убавина во која што ме доосвестува за некои работи. Едната многу ми влијае во модата, другата ми влијае во карактерот, пошто овој психолошкиот дел доста вака знам да го дебатирам со помалата ќерка која сега специализира на психијатрија, медицинска психологија, а другата ми е економист и една од клучните банки во Лондон ми е, да кажам, баш директор и сум горда на тоа што, еве да кажеме, делот, велеле, власите биле многу во економијата присатни во минатото, па некако тој дел, таа жица ја има земено и во тие економски, да кажеме, води. Ни една не е лекар како што сум јас, ама не мора да бидат. Нека се тоа што се, јас им оставив слободата на нивното размислување и на нивното живење. Тоа сум јас во прва. Понатаму, знаете, готвењето како такво било многу традиционално. Месењето на пити од 4 години ми било кога ќе сум одела во Крушево кај бабата, значи ја не сум можела да достигнам масата, ама сум морала да знам да месам пити. Понатаму тој дел некако не стана толку многу секојдневие мој, ама сега се навраќам. Се ме интересираат интересни, екзотични, здрави рецепти, па сакам и тоа да го правам. Сакам авантуризам, сакам да летам со параглајдери, тоа го знаат. Сакам да летам со параглајдери и тоа го имам како така една, бидејќи во Крушево е нели едно од најпознатите места таму од мојата мајка, практично имам наследено куќата и јас одам често во Крушево, ми е едно од местата каде го купувам мирот и од таму летам со параглајдери. Го поздравувам Игор кој што
беше човекот со кој што прв пат полетав и интересно беше слетувањето, ама тоа за во други прилики, но тоа не значи дека тој авантуристички адреналински дел нема да остане во мене и останува без разлика на годините и зрелост и се. Сакам да свирам на клавир, сакам да пеам, сакам да пешачам и сакам да вежбам пилатес, заради тоа што сметам дека е здрави, ама сакам исто да се запишам и сега го планирав тоа, но не е денсинг, каде што практично можете да го движите телото преку игра. Ма тоа ако го правите дома, сами, пред телевизор, не е исто. Друго е кога сте во една социјална средина, каде што се гледате другите што прават, па знаете да се насмеете, бидејќи на работа некако смењето не ни е баш секојдневие. Таму сериозноста доминира, ама оно останатиот дел каде што ја сакате позитивната енергија, го правите сами со себе во другите останатото време кое што го имате. Спомнавме социјален живот, хобија, меѓутоа кога ќе се спомне ете она поле на партнерството. Во каков момент сте сега, во каква ситуација? Што би кажале ви од тој аспект? Јас сум многу отворена за партнер, кога би се појавил таков човек. Иначе сум разведена долг временски период, можеби повеќе од 20 години. Тоа значи дека не сум потрчала веднаш по нов човек. Не заради друго, затоа што не се нашол, сигурно, и затоа што сметам дека веројатно првиот пат кога ќе ви се случат одредени ситуации или кога едноставно нема да ги погодите карактерите, не можете да барате веднаш дека треба да најдете веднаш втор партнер или по секоја цена да најдете партнер. Значи јас сум отворена за партнершип, сум отворена за се, меѓутоа тоа да биде некој со кој што навистина ќе ви оди муабетот, ќе се разберете еден со друг, ќе се адаптирате. Јас, знаете како сум дури од оние жени кои ќе ми кажат, сега ќе треба да переш, да готвиш, да преш. А зашто да не? Јас немам проблем со тоа. Јас тоа исто би го одлично изорганизирала и со работата, и со перењето, и со чистењето, и со правењето. Не мислам дека жената треба од тоа да се откаже или да најде и помош ако треба. Меѓутоа, зашто да не го прави? Сум многу конзервативна во тој дел и така сум и воспитувана, ама од друга страна мојот авангарден дел кој што го покажувам пред јавноста не ја гледа таа конзервативност во мене и веројатно голем дел од тие луѓе кои што можеби би ми била и добри партнери не се осудуваат да ми придат, а не би била човек кој што прва би пришла јас за разговор, за муабет, ама при оѓањето се уште го носам во тој конзервативен. Треба, сметам, некој очигледно само да ме земе, оди вамо да ме седне, 3 збора да ми каже и да може да почнеме и да видиме како ќе одат работите. Да се најде, ќе дојде. Божјата промисла е голема. Јас сум убедена дека сигурно, како што е мојот социјален живот, полн со познанства, со луѓе од целиот свет, ќе се појави од каде и да е, па и тука нека биде од Скопје некој, па и нека биде од било каде, нека се појави. Од некоја екзотична земја. Нека биде. Ќе го донесеме во Скопје, ќе му направиме последно интервју одма. Сакам за крај да ве прашам, што сакате да запомнат луѓето кога ќе го слушнат вашето име? Што е оно што сакате да оставите зад себе? Се уште е рано, меѓутоа, ете, кога ќе се одлучите да се пензионирате, да си дадете мир на себе, што е оно што сакате да оставите зад себе? Пензионерка никош нема да бидам. Тоа се знае. Тоа сигурно ќе работам додека ме држат нозете, додека Бог решава така. Ама сакам да запомнат дека не ценете го и не судете го човек ако го видите или ако другите луѓе имаат одредени мислења кои можеби и не се исправни или се нивни лични. Запознайте го и судете по вашето лично убедување, од кога ќе му ја видите душата и од кога ќе направите вистински муабет. Тогаш ценете го и судете го човекот. Бидејќи кај нас многу често се прават такви проценки во кои што се даваат одредени судови, а впрочем воопшто не го познаваат човек. И затоа нека не оговараат, нека не се трудат многу да зборуваат за другите, затоа што енергијата им се враќа. Оставете ги да прават тоа што сакаат, а вие давајте го и понајтаму најдоброто од себе. Имаме едно изненадување за тебе, како за самиот крај, затоа што го почнавме интервјуто мотивацијски, спомнавме за многу спасени животи
Јас во моментот имам девојче кое сте и го спасиле животот и кое што сега израсната во права дама. Се надевам дека ќе се сетите за кој станува збор. Ете, можам да ја поканам сега да дојде. Ова се работи кои што предизвикуваат емоција, немојте вака. Не ги фаќај солзите не. Ова е Лана, Да, нашата Лана. прекрасна девојка. Мајке е срне, видам сега таму, да. Така, која што ете била родена со некои проблеми кои што била тежала само 1500 грама. Едва, ама гледај каква женска е. Со штикли е поголема од мене, да. Баш убава, леле, ова значи е нешто што никош човек не може да го заборави, затоа што ајде нешто ќе пееме ли заедно? Ајде што да пееме. Ајде нешто, ја ќе те пратам, ти ќе пееш. А не знам кажи некоја. Некоја најомилена песна твоја. Па не знам која сакаш ти, ја ќе те пратам тебе. Пошто сега ти си ми мене кралицата тука во све. Ајде да пееме таа што е за тебе. Ајде. Мојата докторка секогаш насмејана, кога ме прегледува, диши, кажува. Мојата докторка. Неспремни, али ова беше стварно изненадување. Срцето мое, да. Јас морам да споменам дека Лана исто има напишано ова песна е за тебе, која има испеано на детско славење, многу малечка. Лана, кажи ми ти од овој аспект како девојка, веќе паметна, школувана, што зборува повеќе јазици, музикална е. Знам дека исто така си запишана и на глума, се бавиш со глума. Од овој аспект, кажи ми во текот на животот, кога ти кажувале, ништо се твоите родители имаат поминато. Како ги доживуваш тие моменти? Па искрено тешко беше првиот пат кога ги слушнав, затоа што не можев да поверувам што све се случило, ама многу сум задоволна и среќна со тоа што дека све прошло како што треба и еве тука сум. Кажи ми, со што се занимаваш? Ти накратко ете да им кажеме на нашите гледачи. Се занимавам со многу работи, ама моментално приоритет ми се пењето, клавирот и секако глумата. Ете нешто од мене, малце таа клавирот и пеењето. Да. Лана, што имаш да и посакаш на твојата докторка денес? Многу работи, ама едно што ќе го издвојам е уште многу повеќе успех. Срцка моја, леле, како да спасува изненадување. уште премногу дечиња и да видиме Со партнер. Договоривме веќе од екзотични земји. Да. Добро. Професорке, ви благодарам многу уште еднаш на ова прекрасно интервју. Да, фала ви на вас. Изненадувањето беше пријатно. Да, ама неочекувано да се спремев за да нема толку емоции, зашто во суштина ова ми предизвикува емоции. Ништо друго не може, ама вака кога ќе видиш едно дете пораснато прекрасно, она е стварно дете за пример. Дете за Се гледа уствари колку труд е вложено во низината работа. Ви благодарам. Ви благодарам многу. На нова година 2026 Среќна нова година. да ни донесе нешто најубаво на двете. Така.